Ѓаолот и старата баба, чита Александар Станојков. Си биле едно момче и една невеста, од мерата надвор тие се милувале. На големата милост што имале, светот се чудел. Арно, ама што ти велаат, ѓаолот ни орат ни копат, ами куќи домаќински расипуват. Сатаната навечер, кога избирал сите ѓаолите и распраќал луѓето да и лажат и да разлошуваат, определил еден ѓаол за да му расипит милоста од момчето и невестата. Му легнал ѓаолот по прагот за да ја лостит. Денеска, утре, му носел секакви пречки за да искарат и одмилит ѓаолот. Арно, ама не можел. Многу го мачил сатаната тој ѓаол дека не можел да искарат момчето и невестата и дури една вечер беше го отепал. Еден ден шетал ѓаолот по сокак и стрел една баба што била многу лоша. Ако беа изумреле сите ѓаоли, од таа баба би се заплодиле пак ѓаолите. Се расплакал пред неа ѓаолот, што да можи плакал и си кршил прстите. Море, што току плачиш, бре чедо, и прсти кршиш? Оф, мри бабчо, оф, мри мајче, како да не плачам, како прсти да не кршам, кога вечер татко ќе ме отепат, му рекол ѓаолот. Ами зошто, бре чедо, му рекла бабата, ќе те отепат, што кабаец си му сторил? Дека ме натера да одам кај момчето што се ја милува многу невестата си и да искарам, тики дека не можам да искарам, да затоа ќе ме отепат вечер. Море, синко, бре, дали ми таксаш ти мене едно рало црвени чевли, за да си обувам на Великден, да ја сега за ручек ќе искарам. Ти таксувам, бабо, и со клетва дури ти се заколнува, оти ќе ти дам само да искараш и мене од татка да ме куртулисаш. Лели, така, оди купи ми чевлите, поседи спроти портата од момчето, да видиш и да чуеш која ќе искара. Отишол ѓаолот, купил едно рало црвени чевли и седнал спроти портата од момчето да гледат баба како ќе искарат. Отишла бабата у невестата и му се прикажала ѓоамоет стрина и е дошла на ручек, таа се молила да и направи еден пилав, чунки била болната е текнала. Арна, бидејќи била сиромашка, немала пари да си купи ориз да си сварит, та затоа дошла при неа да сторит милост да и сварит еден пилав. Зела сирота невеста и ја сварила еден пилав, та ја помолила бабата да почекат да дојдит момчето од дуќан заедно да ручаат. Бабата не кандисувала дури да дојдит момчето, ами и пред да дојдет ја се молила да ставит заедно да каснат од пилавот. Видела не видела сирота невеста и ја ставила пилавот да јадат. Бабата е посакала 2 лајци за да јадит со обете раце, чунки така е било по непендек за да ја дојдит здравието. Појала бабата пилав со обете лајци и откако направила 2 дупки во пилавот и една дупка невестата, станала да си ојди, чунки го чулот и сидело момчето е на невестата на ручек. Ја стрело момчето бабата во двор и ја прашал што беше дошло у него. Оф, море, синко, оф, беше рекла. Дојдов кај момчето да е живо, навиду ми невестата му со момчето ме држаа на пилјав, пак каснав што каснав и си станав да си одам сега. Нека се живи, сами нека си доручаат. Кога чуло тие збори момчето, веднаш се штрекнало и сумо си рекло. Леле, јас сиромов, зар невестата ми си донела некој љубовник? Кога влегол дома, гледа 3 лајци на софри и 3 дупки јадено во пилјавот. Се налутило момчето од мерата надвор, се разлучило со носот и вати да бараат по мусандри, по ковчези и најпосле ја грабнал закоса невестета си да ја тепат. И се свршила милоста што ја имала. Кога виде ѓаолот и бабата поѓаол излегла од него, баја ги беше се уплашил и отрчал да нашол еден драг најдолг, да и врзал на крајот чевлите и со драго му и подал на бабата чевлите. На, бабо, чевлите, земи си и од драгов и те молам, не приближуј се до мене, оти ти си била 300 пати поѓаол од мене, да не нешто зло ми донесиш, му рекол ѓаолот и си побегнал.